Почитувани гледачи, втора сезона на Бизнес клуб серијалот на Стопанската комора на Северна Македонија и Трето умо. Наш денешен гостин Зоран Илиевски. Точно е Илиевски? Илиевски, да. Илиевски. Така. Од Штип. Од Штип. Што има ново Штип? Добро. Го развиваме полека. Го развивате. Актива? А расте експоненцијално. До сега се според предвиденото, така? Па до сега растот се базира на тие наши долгорочни проекции и планови кои што ги пробуваме да ги поставиме и во овие турбулентни времиња на минимални 5 до 10 годишни периоди. Имате ли подршка од општината? Како компанија кој што е домашна компанија, семејна компанија, секогаш сме на линија, бидејќи тие се наши партнери, значи пробуваме да најдеме заеднички јазик и како и со општинските, така и со државните институции. Гледам дека владеет позитивно мислење во Штип меѓу бизнесот за сегашниот градоначалник. И служи како пример, гледам. Сегашниот градоначалник, ние сме генерацијски е млад човек кој што влезе во политиката, во моја сега веќе втор мандат, така да пробува да донесе некоја нова енергија и да биде на линија со секој оној кој што сака да направи добро за општината, секој оној кој што сака да допринесе за општината, така да е отворен за соработка и многу е лесно достапен за бизнис секторот, што мислам дека е позитивен пример како треба да функционира таа соработка помеѓу бизнисот и помеѓу економијата. Зоки, ти си веќе 15 години во бизнисот, можеш да направиш една проценка на луѓето и така натаму. Кој досега ти остави впечаток човек кој што е на позиција во државната управа, што без размислување ги поддржува нашите идеи, кои што се напредни, кои што зборуваат дека бизнисот треба да се остави на бизнисмените и да создава профит, а државата само да биде регулатор. Си сретнал ли човек со такви размислувања во изминатиот период? Интересно прашање. Секогаш политичките гарнитури промовираат дека тие ќе бидат тука околу бизнисот и дека ќе помагаат на бизнисот, ќе бидат дел од тие стратегии како Македонија да позиционираме некаде на некое повисоко ниво со некој иновативен или технолошки развој. Меѓутоа, моето мислење до сега или пракса во овие 15 години, и мислам дека тоа го делат и многу други успешни компании, не само Актива, дека доста компаниите сами си го трасираат патот, дека нема некоја директна инволвираност државата да подигне некоја компанија и да однесе на некој ниво. Збориме за компании кои што се позиционираат кои што потенцијално се со развојна компанија. Со развојна компанија кои што бараат пазари надвор од државата, значи работат со приватен сектор, работат на едни основни комерцијални услови каде што дефинитивно правилата на игра се различни од колку да се работи некоја државна работа. Значи ние дефинираме 3 развојни компоненти како приоритет на управниот одбор каде што ти си активен член. Така. И човек кој што тежи неговиот збор затоа што доаѓа од многу сериозна компанија која што е сама развиена, која што представува пример за успешност и така натаму. Имаме ситуации во кои што извозот, регионалната соработка и образованието за потребите на бизнисот се 3 главни приоритети. Што тоа би допринело ако се прифатат тие барања на Стопанската комора и ако заживеат и се имплементираат во наредните неколку години, дали тоа битно би влијаело на развојот на вашата компанија? Па дефинитивно она што како пред се чест ми е што сум активен член во управниот одбор и како компанија сме долгорочни членови на комората кој што дефинитивно ја етаблира бизнис климата во Македонија. Оние насоки што се дадени дефинитивно, бидејќи без силни институции, меѓутоа и без соработка со образовниот сектор, без регионална соработка и барање на нови пазари или зголемување на извозот,
ние не може да се надеваме дека ние ќе имаме раст на економијата или подобар живот. Бидејќи ние треба практично кажано да можеме да се фокусираме, да можеме што повеќе девизни приливи да донесеме внатре во државата за да бидеме посигурни и помокни. Тоа значи дека сме согласни околу тие три приоритети. Што е во овој момент што најмногу го кочи бизнисот? Што е тоа што најмногу го кочи актива во овој момент? Многу ќе речат администрацијата, тоа е абсолвирано. Административните бариери не би ги ставил, бидејќи административни бариери кај нас во конкретниот случај се дали или колку побрзо ќе добиеме некое градежно одобрение за да можеме да направиме некое зголемување на производствен капацитет. Меѓутоа, немањето на долгорочни политики или промени кои што доаѓаат, а при тоа не е консултиран бизнис секторот или се донесуваат некои одлуки, дефинитивно влијаат на одредени бизнис планови и одредени инвестициски циклуси кои што секоја една компанија треба да ги планира како да ги имплементира. Што се предностите, а што се маните на семејна компанија? Предности и мани на семејна компанија. Семејната компанија е компанија која што настанува внатре во фамилијата. Тука често пати се судираат интереси. Се судираат одредени интереси или пак не се гледа перспективата или не се гледаат сите аспекти повеќе демизионално при растот на компанијата. Све е добро кога компанијата брои 2, 3, 5, 10 вработени, меѓутоа кога компанијата ќе нарасне веќе на кога ќе стане посериозна компанија со повеќе од 50 вработени, во нашиот случај 550, 580 вработени во овој случај, дефинитивно предноста на семејна компанија што може побрзо да се адаптибира, може побрзо да донесе некои одлуки кои што ќе влијаат за спасот или ќе влијаат за развој на компанијата. Недостатоци се доколку сите членови од фамилијата немаат исто размислување или не се исто активни во компанијата, знае да направи многу често одредени непогодности, бизнисот да претрпи штети од таа работа, од одредени несогласувања. Ние се наоѓаме во фаза во која што сите тие форми созреваат сега, затоа што нашиот систем не беше таков и ние ги знаеме тие работи. Меѓутоа, морам да кажам дека се и јас мислам испреплетени во овој момент работите, ќе добијат своја разрешница во текот на наредниот период, затоа што за тоа е потребно време. Меѓутоа, дефинитивно, како да е, потребно е потребен е преземање на ризик за да се постигнат подобри резултати. Точна ли е таа теза? Тоа е точна теза и тука мислам дека семејните компании, конкретно во нашиот случај, преземањето на одредени ризици, континуирани инвестиции, иновации, носење на побрзи одлуки во дадени моменти, не чекање на одредени процедури кои што се кај поголемите корпорации, дефинитивно резултатот е побрз раст и побрза адаптибилност на овие сензитивни пазари што ги имаме сега. Но дефинитивно при растот на семејна компанија многу е битен да се направи и второ ниво на менеджмент или на тимови кои што активно ќе учествуваат и ќе преземаат голем дел од доврските и од одговорностите за на крајот од денот компанијата да биде иновативна, меѓутоа и самоодржлива. Значи, сите разговори што сум ги имал со представници на странски институции, банкарски, било да се коморски и така натаму, сите као основа ја ставаат јасно изразената собственичка структура. Да се знае кој е собственикот, јасно поставен менеджмент, кој што знае да е професионално организира работата, ако нема тука ќе се увезе, ќе се плати, ќе се купи и така натаму, и добро обучен кадар кој што континуирано ќе биде едуциран. Значи, ова што го имаме за редовен образен процес ќе биде само вајл карта да влезеш на теренот, иначе ти ако не се едуцираш нон-стоп немаш проблем. Доколку не се врши континуирана едукација, следење на иновации и на технологии, дефинитивно не можеш да предвидиш дека ти ќе бидеш позициониран или ќе бидеш земен како сериозен партнер во листата на добавувачи кај
компании кои што ги евалуираат сите аспекти на работење на една компанија? Долго време сум во бизнисот и ја познавам целата структура и развоен пат на актива и морам да кажам дека е тој импресивен. Вака како се развиваше компанијата од 99 година и тоа е еден редок пример и мене ми служи како опитен пример како и што треба да се направи за да се, значи, ризик да се преземе, да се биде посветен 1000% професионално поставен и така натаму сите тие работи. На што се должи по тебе таков експанзивен и брз развој кој што практично ве доведе во позиција да ги претекнете и фирмите кои што беа со поголема традиција? Пред се, како компанија или како компанија основана од мојот татко и во кој што сме вклучени сите внатре, како фамилија во управувачките структури и заедно со тимот околу нас, една од основните работи беше да направиме конкретен план, конкретен проект, конкретна визија, каде сакаме да се движиме во наредните 10 години, што треба да се постигне до 5 години, што треба да се достигне до 10 години. Вложувањето, реинвестирањето на секој еден денар заработен од претходната година, следење на секоја нова технологија, преземање на ризици не само во делот на инвестиции, но и во влегување во одредени проекти кои што се предизвик да се влезе во нив, континуирано инвестирање во тие проекти не етаблира да можеме да имаме една диверзификација на производи, бидејќи од компанија која што беше градежна, мигриравме во компанија која што сега покрај градежниот дел е лидер во металопреработувачката индустрија во југоисточна Европа. Работиме автомобилски делови компоненти, делови за железници, делови за авионска механизација, за земјоделска механизација, за градежни машини, за компании кои што се сериозно етаблирани на пазарот, држат голем процент од светскиот пазар и таму актива и добро котира во еден од главните стратегиски добавувачи на тие компании. Дали соработката што ја имате, таа е видлива на секој чекор со странските компании во Македонија, придонесува за таков раст? Дефинитивно, бидејќи кој што спомнавте и вие, работењето и условите и информациите што ги имавме тука како економија, однос на компании кои што се мултинационални, кои веќе работат повеќе од 50 години на пазарот, некои над 100 години, нивното искуство, соработката со нив, секогаш идејата да можеме што повеќе да абсорбираме од нивните искуства, знаења, да имплементираме кај нас, да се стремиме да ги прифатиме нивните критики, беа услов да стигнеме таму каде што сме сега. Можам и морам да кажам дека твојот татко, кој што беше член на управниот одбор во претходниот мандат, ни фали. Не затоа што ти не можеш да го замениш адекватно, него он беше човек со посебен стил кој што многу слушаше и која ти кажуваше до база на анализа. Немаше, знаеш, ускокнување, него стабилно поставен и така натаму. И мислам дека точно онака како што на Стопанската комора е потребен. Вас ве знам исто долго време и мислам дека имате карактерни особини кои што овај процес и овај проект ваш ќе биде надграден сигурно 10-кратно во наредниот период, затоа што вие доста млади успеавте да ги имплементирате сите тие работи. Меѓутоа, сето тоа да се склопи, да се направи, а жената да те команда со парите не ми оди некако. Добро, меѓутоа парите се секогаш најсигурни кај жената, така да јас мислам тука имаме одредена и предност, не само недостаток. Да ја активирате во женската
предприемачка организација на Стопанската комора. Да, можам да се пофалам, бидејќи татко ми го направи фундаментот на компанијата, сите ние сме Апсолутно. учени од неговиот принцип на работа, неговиот начин на работа, како да пристапуваме кон предизвиците, како да пристапуваме кон проблемите, како да ги решаваме проблемите, како да сето тоа да го симплифицираме и да не бараме секојаш да се комплицираат работите, едноставно и да не ги ставаме работите под тепих, така да ние се трудиме сега како втора генерација, си мојот брат, да можеме да го продолжиме тој тренд, да можеме да ги продолжиме тие насоки, да се надоградиме и да бидеме и наша цел е да бидеме и пример или да бидеме поуспешни од претходната генерација. Сопругата е во делот на финансите, како што спомнавте, да, исто и сопругата на мојот брат е во делот на логистика, така да како семејна компанија ги поделивме улогите, мојот брат е дел го води производството, така да ги поделивме некако улогите да секој својот дел го работи професионално и секој да координира со своите капацитети. Рековме дека Актива една од најуспешните наши компании со целосна развојна компонента, со поглед кон иднината и така натаму. Меѓутоа, за тоа е потребен и амбиент во државата. Што правиме тука? Амбиентот во државата, Стопанската комора каде што пробуваме да направиме заеднички одредени промени, амбиентот не може да зависи од нас само како компании. Јас можам само да потенцирам дека многу успешни компании, не само Актива во Македонија, сами си го нашле патот и сами си ги трасирале го трасирале својот успех. Има позитивна енергија кај многу млади луѓе со кои што комуницираме или кои што сега разговараме и сите имаат една иста цел, односно за нас Македонија е територија која што сме се родили, таа е наша земја и сакаме да ја направиме подобро. Колку тоа можеме да го направиме индивидуално, се трудиме, меѓутоа дефинитивно тука ни треба голема поддршка и од сите страни вклучени во системот, односно без добро образование, без добро здравство, без стабилни политики, без стабилно судство, ние не можеме да рачунаме дека само компаниите можат да направат позитивна атмосфера во државата. Значи потребен е целосно вклучување на сите субјекти кои што се. Дефинитивно вклучување на сите субјекти и пак ќе кажам, доколку ние имаме силни институции, тогаш ќе биде полесно и на бизнисот да функционира во некои концепти, правила на игра. Ти го заврши електротехничкиот факултет и како е полниот назив? Електротехнички факултет. Да. Колку тој онаков како што беше ти помогна во работа? Јас дипломирав 2009 бев генерација 2005-2009 на електротехничкиот факултет на компјутерски системи и индустријска автоматика. Тоа беше една база каде што бидејќи запознавањето со во тој момент или мојот интерес кон автоматизација, роботизација, дигитализација, софтверски системи ми беа предизвик и ми помогна во привклучувањето во работењето во компанијата од едни конвенционални методи на работа, да го свртиме погледот дефинитивно кон иновации, кон роботика, кон дигитализација, кон автоматизација на голем дел од процесите и спојот на тие технички виштини и иновативност да бидат концепт за развој. Кој што беше прифатен нормално од внатре во компанијата и така тргнавме кон тој развој, кон тие инвестиции, да направиме еден автоматизиран, полуавтоматизиран процес со вклученост на човечки капитал, кај што ќе можеме да се позиционираме добро во листата на добавувачи. Во секој случај, според ова што ми го кажуваш, процесите на свртување на образовниот систем тогашен, кога ти 2005-2009 студираше,
Има напредни сваќања за потребите на дека се кадровите оспособуваат за Дефинитивно, затоа спомнав конвенционалните методи на мануелна работа, на користење на мануелни алатки во однос на оно што е возможно во индустријскиот свет, во технологии кои што една работа може да се направи многу едноставно или може да се направи многу сложено, така да користењето на тие технологии, запознавањето со тие технологии, користење на таа технологија врз продуктите кои што ние ги произведуваме, ни направи чекор да бидеме чекор напред или да бидеме сериозно компанија која што секогаш е сериозно земена во предвид при почнување на нови проекти. Добро. И нови клиенти. Што се развојните планови за понатака? Развојните планови како компанија во моментот кој што започна од, пак ќе кажем, од градежен сектор, сега голем дел се преусмерува кон металопреработувачка индустрија, кој што покрива разни има диверсификација по разни индустрии. Новите развојни планови е како од металопреработувачи да бидеме чекор понапред, како да ги следиме трендовите, односно кои индустрии ќе растат, дали тоа ќе биде енергетска транзиција, потреби за енергетски сектор, така и да ги усовршиме или дополниме нашите производи со одредени услуги на повисоко технолошко ниво, со тоа што ќе ја зголеме нашата додадена вредност и ќе имаме поскап продукт и продукт кој што дефинитивно ќе значи на подолг рок од 3 до 10 години кај нашите купувачи да не рачунаат за нивни добавувачи. Значи, да бидеме поедноставни за нашите гледачи, Актива е фирма која што почна во градежништвото. И се уште функционира таму. Да, делот кој што се разви беше делот за конструкциите после. Да, и сега на крајот имате комбинации со додадени елементи кои што ќе ве доведат до некако финален производ. Финален производ. Тоа е вака она што се... Да, тоа е генезата на развој, односно во металопреработувачкиот дел не само за конструкции покриваме, кој што спомнав, и автомобилска, градежна, земјоделска и сега во најнов период и почнавме со развој и го работиме првиот прототип за шаси, за возови, за железничка индустрија. Нареден чекор кој што го спроведуваме на дополнување на тие метални компоненти со одредена мехатроника, кој што ќе произлезе со финален продукт, со дополнителна додадена вредност, со зголемена вредност, кој што ќе биде пласирана на пазарот. Возите Порше? Да. Тоа е врв или не? Во автомобилите? Па за мене да, во автомобилската индустрија. А во возовите што е врв? Возовите се сериозна, мислам, на највисоко ниво во металопреработувачката индустрија да се направи шасија за воз, бидејќи сите вибрации или сите преноси на сили се од железо на железо, така да се направи една шасија за воз е најголемиот предизвик. Значи пренесувањето на тие... Па почнувајќи од пругата, од шината до тркалото, све е метал на метал, значи, така тоа да создават тешкотијата за амортизација. Да, бидејќи секое тоа пренесување значи дека шасијата мора да биде направена по највисоки стандарди за заварување, по највисоки димenzионални. А тоа значи дека вие би се занимавале само со производство на шаси на вагоните. Да. А локомотивите и така натаму, тоа е друга работа. Тоа е друга работа. Сега збориме само за таа работа.
Зоки најголем дел од луѓето кои гравитираат околу нас ја познаваат актива. За другите да кажеме колку е годишниот промет на актива и колку е нејзината профитабилност. Компанијата има сериозен раст во последните 10 години, че сега сме некаде на обрат околу 50 милиона евра. 50 милиона евра. Да. Профитабилноста се движи некаде околу 5 до 10%. Меѓутоа, секогаш профитабилноста ние не ја гледаме како мерка кој што треба да следиме, го следиме, како што спомнав и порано, најголем аспект во овој момент ставаме на иновативност и на развој. Инвестираме, се И додадена вредност. На додадена вредност, инвестираме на некои проекти кои што моментално ни прават и одредени зголемени трошоци, меѓутоа сето тоа го правиме со јасна цел и визија дека тие производи пред се ќе овозможат долгорочен раст и ќе одржат и ќе бидат основа за одржливост на самата компанија. Финансиски што значи тоа? Овие 50 милиони може да се надградуваат и понатака. Да, дефинитивно растот на годишно ниво некаде ни околу 5 до 10% во обем, плановите се или со сите овие инвестиции кои што се направени во минатите 10 години, целта е 2030 да стигнеме некаде околу 100 милиона евра. 100 милиона евра на годишно ниво. Со 500 и колку рековме вработени? Во моментот имаме 560-570 вработени. Дали нови технологии ќе го зголемат тој број на вработени или ќе го намалат? Нема да го пропорционално нема да го зголемат бројот на вработени, односно идејата или сите овие стратегии што ги правиме да не на крајот од денот ние дојдеме до 1000 вработени за да можеме да го дуплираме обратот, односно да воведеме што е можно повеќе иновацијски технологии, дигитализација, автоматизација, за да можеме со синхронизирање на постоечките ресурси кои што ќе се зголемуваат во човечки капитал и ќе се одржуваат, меѓутоа не со тој не да го следи процентот на раст на компанијата, со тие технологии да можеме да многу побрзо да стигнеме до тој обрат. Дали фамилијата ваша покрај актива има и некој друга фирма или други субјекти? Не. Сте размислувале ли за тоа? Како компанија, бидејќи секогаш гледаме компанијата, развојот на компанијата е секогаш бил да порастеме како правен субјект, да не се расплинуваме во повеќе компании, бидејќи сметаме дека во овој момент е полесно да се менаџира целиот тој процес, меѓутоа внатре во компанијата имаме направено поделби, односно диверзификација на повеќе индустрии, на повеќе услуги кои што ги нудиме и сите тие услуги да се компензираат една со друга. Со друга. Зборувавме за развојните планови, зборувавме за финансиските резултати, зборувавме за човечкиот потенцијал и така натаму, зборувавме и за обкружувањето што е. Ова ли е единствената причина што вие останавте во Македонија? Па да, причината со тоа што и ние конкретно мојот професионален ангажман се должи и е поврзан со растот на компанијата. Дефинитивно фокусот секогаш бил да направиме подобра атмосфера и подобри услови за живот, не само за нас, туку и за вработените кои што се во компанијата и да биде мотив да останеме тука во... Дали ако не беше активен, ќе останавте со твојот брат? Тоа е интересно прашање кое што во зависност, мислам дека се зависи во каква атмосфера би биле. Ако ние немавме компанија и сме влегле во некоја институција или во некоја компанија која што ќе има или ќе нема иновативен раст, мислам дека би бил значаен аспект дали би останале не во Македонија, односно во каква обкружување би биле. Да. Имаш ли деца? Да. Две деца, машко кој што е 3 години и женско кој што е 8 години.
Они се сега веројатно во редовен образовен процес и Да, почнуваат, малиот започнува со градинка, девојчето е веќе во образовните институции, така да веќе што се функционира. дешава сега тука на тој план? Точно ли се работите што ги слушаме за содржината на учебниците, за однесувањето на професорите, попуштување на дисциплината? Образованието кај нас дефинитивно не знам дали е подценето или кој е правилниот збор да се употреби, меѓутоа дефинитивно без силно образование ние не можеме да сметаме на силна држава. На силна држава, така да мислам дека и во образованието има индивидуални позитивни или ентузијасти кои што се трудат да дадат се од себе, меѓутоа на крајот од денот се зависи од ресурсите, зависи од условите во кои што тие функционираат, за да можат да го пренесат своето знаење на децата, а тие да го стекнат тоа образование. Значи исто последиците за кои што зборуваме и во производството се наоѓаат и во општеството. Генерално сите овие ситуации се повторуваат по мене во сите сфери на општеството и тоа е нешто кое што треба да се подобри дефинитивно, затоа што мислам основен заклучок е дека ако нема силни институции, компаниите не можат да се интегрираат или не можат да рачунаат на квалификувани кадри, луѓе на кои што би се ослониле кон за иде развој. А што правиме со банките? Вашите примери зборуваат дека банките застануваат за вашите проекти. Да, како позитивен пример или кроз нашето работење можам да кажам дека комерцијалните банки застанале позади нас, меѓутоа не застанале бидејќи тоа е актива или тоа е некоја индивидуа, лично мислам дека застанале затоа што сме прикажале јасен план, јасна проекција, јасна визија што правиме, кои чекори ги превземаме, што правиме со нашите инвестиции, како ги инвестираме средствата и секој се покажува дека тоа е професионално однесување. Ако немаш да обезбедиш ти средствата, нема ни банката тоа нема ни да те даде кредит. Мислам дека тоа е основа, затоа што ти ако прикажеш дека оно што си го ти можеш еднаш некоја институција да донесеш во заблуда со твојот план и проекција, меѓутоа тоа не е одржливо. А ако ти покажуваш секоја година дека оно што го зацртуваш на почетокот од годината го реализираш, при тоа ги даваш соодветните резултати, за нив е индикативен фактор дека може да бидат твој партнер за да го овозможат тој раст. Ај малку за конкуренцијата, што значи на тој план состојбата Македонија? Како компанија, пред се немањето конкуренција е најлоша работа, затоа што немањето конкуренција значи дека компанијата не расте во правилен аспект, не може да се надева на некои заеднички резултати или вредности кои што би се створиле некаде во некоја друга компанија од слична вредност, така да доколку нема конкуренција, нема ни раст, така да ние сметаме дека без конкуренцијата е здрава работа. Во Македонија ние не се гледаме како фирма која што се надпреварува со локална конкуренција, се гледаме како компанија која што се надпреварува со конкуренција од Чешка, Полска, Србија, Словачка. А што значи кои се ваши најдобри партнери во областа овде, Македонија? Партнери на кои што ги даваме нашите производи или? Не, партнери со кои што соработувате од иста индустрија. Значи имаме неколку помали компании со кои што соработуваме. Каде во Штип иде? Во околината на Штип, во кои што ги сумираме нашите капацитети и ресурси, за да можеме да дадеме еден ефективен продукт, бидејќи не можеме ние како не секогаш можеш ти да ги даде сите услуги. Од друга страна, комплетно имаме вертикална интеграција на целото производство, меѓутоа доста соработуваме со компании кои што ни помагаат за заеднички да дојдеме до одредени резултати. А надвор кај имате најголем извоз?
Моментално извезуваме кон европскиот континент, односно тоа се Германија, Холандија, Белгија, тоа е еден дел од кој што извезуваме. Како компанија успеавме да станеме, да имаме партнерски односи со компании повеќе од 10 години. Извезуваме на Блискиот Исток и сега во понов период тражејќи диверзификација не само по индустрии, не само по клиенти, гледаме да имаме диверсификација и по региони, активно работиме и на освојување на африканскиот континент. А овде во окружувањето регионално? Имаме доста добра соработка со компанија од Србија, имаме доста добра соработка со компанија од Хрватска, така да нашите производи ги пласираме и на српскиот и на хрватскиот пазар. Има ли државата механизми преку кои може да го подржи извозот? Сигурно дека постојат. Државата на кој што ги дефинира правилата на игра, значи дефинитивно она е таа кој што може да ги успори или да ги забрза одредени текови на соработка или односно развој на компаниите од регионот. Имаме, ама не ги користиме, а? Дефинитивно не ги користиме. Така би требало да се каже. Во секој случај дадовме еден пресек во една исклучително професионална емисија, не само на вашата компанија, него и на окружувањето и на состојбите со амбиентот. Што имате на крај као порака до младите луѓе, ево бевте и на ова школа во Америка, да упатите една порака за да ги мотивирате да останат тука и да се занимават? Дефинитивно резултатите доаѓаат со не е лесен патот да се стигне до резултат, значи мора да има трпеливост, борба, мора да има развој на знаење, мора да се има соработка и разбирање со тимовите со кои што се функционира, бидејќи на крајот од денот успехот е заеднички од сите вработени во една компанија. Пораката е дека дефинитивно не имаме услови за раст, имаме услови за убав живот, така да има успешни приказни во Македонија од исто и други млади претприемачи кои што помина и тука низ вашиот подкаст, кои што прикажуваат дека има потенцијал за да се подобрат условите за живот во Македонија. Што ќе каже за управниот одбор на Стопанска комора? Управниот одбор за Стопанска комора или колегите кои што се таму заедно со кои што ми е чест исто да сум таму, се направи една екипа на млади на подмладок, на млада екипа кој што дефинитивно цели кон подобрување на условите за работа во Македонија. Значи тој спој што го направивме испод 40 и изнад 40 години, веруваш дека ќе даде подобар резултат? Па дефинитивно верувам затоа што тоа се се луѓе кои што ги следат новите модерни текови, ги следат новите технологии, ги следат новите трендови кои што моментално се случуваат не само локално, туку и глобално, и мислам дека сите тие луѓе имаат веќе доста добро портфолио, добри познавања кои што и желба сето тоа да го имплементираат и да направат подобри услови. Добро. Ви благодарам, чест ми беше да разговарам со вас како представник и како оперативен директор на една од најбрзо растечките компании кај нас. Поздравете ги сите во компанијата и да се видиме во друга прилика со уште подобри резултати. А обеќањето ќе го, ако сме живи и здрави, кога ќе направите 100 милиони, ќе го прославиме како што треба. Се надевам дека тоа ќе дојде многу побрзо од 2030 година, така да сега го чест беше исто да учествувам во овој серијал, затоа што дефинитивно, пак ќе кажам, пораката, мислам дека пошто го следам серијалот од самиот почеток, дека праќа една друга позитивна порака кон сите во државата. Да, позитивна, за разлика од све друго. Ви благодарам. Беше драго.